Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. СДСМ, како одговорна партија, се грижи за заштита и унапредување на животната средина. Изминатиот период се преземени низа мерки преку кои го унапредивме тој процес, а во периодот што следува посебен фокус ќе има на прашањето за управување со отпадот. Изминативи денови се отвори дебата околу предлог закона за управување со отпад, со кој се предлага забрана на увоз на отпад кој се користи како извор на енергија. Ние, како пратеничка група, го поддржавме предлог законот со желба во јавноста да се отвори дебата за ова прашање. Своје мислење даде невладиниот сектор, стручната јавност, политичките представници. СДСМ, како одговорна партија, го поддржува и ќе гласа за предлог законското решение кое е влезено во собраниска процедура понесено од нашиот коалиционен партнер ДОМ. Ова законско решение дополнително ќе се награди преку измени и дополнувања по изборите со новиот собраниски состав. Како пратеници на СДСМ се обврзуваме дека во најбрз можен рок ќе усвоиме целосно системско решение за овој проблем. Тоа решение ќе ги опфати сите аспекти на управување со отпадот и нема да го загрози процесот на извоз на опасниот токсичен отпад во нашата држава. Дополнително, ќе акредитираме домашна лабораторија, ќе се ангажираат повеќе инспектори кои ќе вршат ненајавени проверки. Факт е дека во нашата држава, после долги години манипулирање со граѓаните се преземаат вистински мерки за управување со отпадот. Се расчистува опасниот отпад од Охрид. Дрисла конечно е под надлежност на градот, се засилува инспекцијскиот надзор. За потсетување, ВМРО-ДПМН со погубните политики го поттикнуваше увозот на отпад. Не преземаше ништо за непочитување на договорот од страна на концесионерот на Дрисла. И наместо да го спречи, свесно го поттикнуваше загадувањето. Лицемерно е ВМРО-ДПМН да зборува за забрана на увоз на отпад, кога се знае дека додека беа на власт во нашата држава се увезува над 100.000 тони опасен отпад годишно. Денеска таа бројка е намалена на 2.600 тони. Граѓаните умеат да ги препознаат вистинските политики кои носат добра на државата наспроти лицемерието, лагите и измамите. Затоа на 12 април ќе дадат поддршка на политиките на СДСМ кои даваат резултати. Благодарам.